Во ова видео ќе научиш за главните фактори кои влијаат на брзината на реакција и зошто тие влијаат на неа. Ајде прво да ги наброиме главните фактори кои влијаат на брзината на реакција. Концентрација, притисок, температура и површина. Прво треба да ти е јасно што е концентрација. Концентрацијата е мерка за количеството или бројот на честички во даден волумен. Концентрацијата може да се зголеми или со зголемување на бројот на честички ако волуменот остане непроменет, или со намалување на волуменот ако бројот на честички остане непроменет. Како пример, да разгледаме реакција помеѓу растворот Б и цврстата супстанција А. Еден таков пример е реакцијата помеѓу хлороводородна киселина и мермер. Во оваа реакција, H3O плюс ионите од киселината реагираат со честичките на мермерот. Во разреден раствор од хлороводородна киселина, нема многу H3O плюс иони во даден волумен кои ќе реагираат со честичките од мермерот за дадено време. Поради тоа, реакцијата е бавна, односно незината брзина е мала. Во поконцентриран раствор од хлороводородна киселина има повеќе H3O плюс иони во даден волумен кои може да реагираат со честичките од мермерот за дадено време. Поради тоа, реакцијата е побрза, односно незината брзина е поголема. Да го разгледаме влијанието на притисокот. Како што спомнавме во видеото за состојба на материјата, гасовите може да се компримираат, додека цврстите или течните супстанции не можат. Поради тоа, притисокот влијае на брзината на реакциите во кои учествуваат гасови. Да разгледаме два различни гасови, А и Б, кои реагираат меѓу себе и создаваат гас С. Како што спомнавме во видеото за теорија на судири и реакции, за да се одвива реакцијата помеѓу гасовите А и Б, тие мора да се судрат со доволно енергија. Судирот кој води до реакција се нарекува ефикасен судир. Поради тоа, брзината на реакцијата може да се дефинира како број на ефикасни судири помеѓу А и Б во секунда. Ако притисокот кај оваа реакција се зголемува, волуменот ќе се намали. Како што спомнавме претходно, намалувањето на волуменот доведува до зголемување на концентрацијата. Поради тоа, имаме повеќе ефикасни судири во секунда, а со тоа се зголемува и брзината на реакцијата. Следен фактор е температурата. Како што спомнавме во видеото за теорија на судири и реакции, на честичките им треба определено количество енергија која се нарекува енергија на активација, со цел нивните судири да бидат ефикасни. Со зголемување на температурата се зголемува просечната кинетичка енергија на честичките. Тоа значи дека повеќе од нив ќе имаат доволно енергија да реагираат и при тоа бројот на ефикасни судири во секунда ќе биде поголем. И поради тоа брзината на реакцијата ќе се зголеми. Последен фактор е површината. За да се разбере незиното влијание, ќе ја разгледаме реакцијата помеѓу хлороводородната киселина и едно парче мермер. H3O плюс ионите од хлороводородната киселина може да реагираат само со површината од парчето мермер. Ако парчето мермер се раздели на два дела, вкупната маса ќе остане иста, но површината ќе се зголеми. H3O плюс ионите од хлороводородната киселина во овој случај може да реагираат побрзо со мермерот за дадено време. Ова значи дека со зголемување на површината, брзината на реакцијата се зголемува. Да заклучиме. Концентрацијата е мерка за количеството или бројот на честички во даден волумен. Со зголемување на концентрацијата се зголемува брзината на реакцијата. Со зголемување на притисокот, кај реакции во кои учествуваат гасови, се зголемува брзината на реакцијата. Со зголемување на температурата, се зголемува брзината на реакцијата и, конечно, со зголемување на површината,
Исто така се зголемува брзината на реакцијата. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.